Молк по еколошката катастрофа по течението на Каменичка река поради излевањето на јаловината од рудникот Саса, која се случи на 14 септември. Само директно оштетените низводно на реката се жалат на штетните последици од олово-цинковата јаловина и разочарувањето дека никој не го застегаат нивните проблеми. Коритото на реката е во застрашувачка состојба, обоено во боите на отровните метали. Во неа нема жив свет. Водата е неупотреблива, бидејќи од неа не пијат ниту добитокот, ниту другиот животински свет. Не случајно по коритото на Каменичка река нема растителен свет, туку е голо, како да се работи за призорот Вселената. А како испарувањето на наталожената јаловина влие на луѓето кои тука живеат, зборува Макариева Невенка. Водите испресана од неа, ништо живо нема веќе. Нима човек да замине, нема ништо. Абе беше страшно тога како пукаше. Стока ја оти не чувам. Чува си кој си чува, тој си пати од них, да ти кажа. И така. Јас се осеќам дека на мене ми штети, а на друг не знам. Стоката важно не пијат вода. Мириш од дека знам сега ми горчите на устата и не мога. Таа била очевидец се сеќава на денот кога се случило истекувањето на јаловината. Има една година пука, ама беше пострашно. Сега не беше толку страшно, ама баш го ние видуваме главата како му идеше. И вика снаата. Викам дека рече јаловишето вика пукнало. Ставо вика оттрча, јаловишето вика пукнало. Кој излезнеме на глава, таква дека иде. Абе, како куќа. Ама многу брже идеше, многу брже. Пензионерот Здравко Ивановски вели дека нема спас од јаловиштето кое на неколку години предизвикува еколошки катастрофи кои загадуваат околината со години. Само што подзаборавило локалното население на излевањето на јаловиштето, речиси во истиот период, почетокот на септември 2003 година, новата катастрофа повторно им го загорчи животот на сасани каменичани и пошироко. Тој не повика на неговите посеви да ги регистрираме со камерата трагите од јаловината. А ние сме нон-стоп под штета. Водата нема жаба у водата веќе. Не може. Газиш водата, додека беше бистра, газиш до тука, додека газиш, после цела ношно зетете јадат, србат. Не може спиеш. И не може да прегазиш. Нема шанси да газиш. По стоката не ја пуштам, ја две кози имам, не ги пуштам да пијат. Напреш пиеа, мрија од неја. Умира. Сад не наводнуваме со тоа. Па имам тука и подоли, овошки, и тие и овошки, и подоли други оградеш, се е тоа мое. Сек се уништи. Па ќе се уништи, оно е загадено. Оно може некој да и сане, царавката е веќе узреала. И бобо, ама за до година. Тоа има с години да трае. Тие киселини. Се жали дека никој не дошол да види какви последици оставиле остатоците од тешките метали и да им каже како да се однесуваат. Имаат извор покрај реката, кој исто така не смеа да го користат, бидејќи се плашат да не се контаминирани и подземни води. На прашањето дали нешто презема локалното еколошко друштво Здравец 2002, добивме одговор дека тие се немокни, дека објавиле фотографија од излевањето на последиците врз реката, дека добиле некакво објаснување од рудникот за преземање мерки и активности за санирање на состојбата и тоа е се.